По повеќе од 10 години целосно е исчистен каналот за наводнување во село Спанчево. Во соработка на општина Чешиново, Облешево и АД Водостопанство. Со специјални машини се пристапи кон чистење на каналот, кој е од големо значење за земјоделците. Дополнително со ваквиот потек се отстранува ризикот од поплави, кои беа присутни при пообилни врнежи од дожд. Станува збор за 11,4 км канал, кој прибира 36 метри кубни вода. По самото тоа кажува дека е од огромно значење за моделот на одведување на водите и спречување на штетно дејство од водите. Може да констатираме дека сега целиот е исчистен со средства на АД Водостопанство. Имаме специјализирани машини за чистење на овој канал. После 2011 година, за жал, ова е прво чистење наше. Во 25 година бевме тука со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски и констатиравме дека истиот мора да се исчисти и веднаш сега во 26 година во плановите, во предвидувањата наши, во акционите планови беше ставено чистење на овој канал и е исчистен. Се надеваме дека и местното население нема да пристапува кон фрлање на смет и шут во истиот канал, затоа што тие штетни дејства што самите граѓани си дозволуваат да ги прават, што се спротивно на законот, доведуваат подоцна до штетно, до многу катастрофални последици. Ние како АД Водостопанство континуирано ќе продолжиме да сме присутни. Општината е со идеја потегот покрај каналот во село Спанчево наредниот период да биде уреден, со што ќе представува убава гледка наместо проблем. Каде што сме денес, овдека каде што за пример е исчистен каналот и може да се види со вашите камери. Сакам да истакнам дека ние во општината сме на размислување овој дел на потегот што минува низ населено место Спанчево, во иднина да не представува проблем, туку да прерасне во една убава гледка, односно разубавување на населено место Спанчево, така што овдека имаме идеја овој дел во соработка со водостопанство, по мислење дадени од Министерството за земјоделие, да пристапиме кон изградба на кеј на овој дел од каналот. Така што овој потек, што беше проблем во поплавите, во иднина се надевам ќе имаме можност да го снимиме како едно убаво катче кај што жителите од село Спанчево ќе можат да поминуваат убави моменти, а не да им Во меѓувреме од АД Водостопанство посочија дека акумулацијата Калиманци е полна со вода, што значи дека и наводителната сезона ќе започне навремено. Согласно барањата на земјоделците ќе биде пуштена и првата вода во нивите, во зависност од културата која треба да се одгледува. Па една работа да имаме полни акумулации, друга работа е да умешно се таа иста акумулирана вода да не се испушта непотребно и да се насуши токму таму каде што е потребна во периодот кога е тоа потребно. Тоа не е едноставна работа. Да се управува со брегалничкиот систем, во чиј склоп доаѓа и Овчеполиската котлина и Свети Николци и да се одведе водата дури до Каратманово и Лозово. Не е едноставна работа. Во континуитет истата екипа, надоградена и зајакната, сме присутни на терен, не само во Ободен канал, со зајакната механизација. Ако имавме големи машини, сега со други посоодветни машини за чистење на секундарната мрежа, тука ќе сме присутни и ќе ги чистиме сите канали, но апелираме и до водокорисниците да истите се присутни. Од АД Водостопанство потенцираа дека остануваат ажурни на терен и во наредниот период, со цел чистење на вадите и каналите кои претходно беа вистински проблем за земјоделците. Дополнително апелираа и самите земјоделци да не фрлаат ѓубре во каналите, за истите да може да се користат.